Одржливото земјоделство представува одгледување на храна на тој начин што нема да се намали квалитетот на производот, а самото производство минимално ќе влијае на природните ресурси и околината, без при тоа да влијае врз природните односи во екосистемот. Ова е најавата за најновата приказна. Преспанскиот регион е еден одличен пример во Македонија, како се искористени сите капацитети и ресурси на едно модерно, зелено и одржливо земјоделство. Затоа денеска екипата на приказна е во посета на овој регион, за да ви ги пренесе сториите и приказните на земјоделците, кои што велат дека овој начин на земјоделство може да донесе многу промени, но и да ги врати младите назад на земјоделието. Трансформацијата во одржливо земјоделство е позната тема за земјоделците од Преспанскиот крај. Можеби недостатокот на повеќе средства си го прави своето, но сепак овдешните земјоделци се трудат да бидат во тренд со модерните текови, односно одржливите практики во земјоделието, за да го олеснат производството, но и да се придонесе кон заштита на природата и водите во самото езеро. Преспа како уникатен екосистем заслужува вистинско внимание заради сите предизвици со кои во последниот период се соочува. Токму заради тоа Европската унија заедно со програмата за развој на Обединетите нации UNDP имплементира два големи проекти кои се за заштита на животната средина и заштита на природата и водите на Преспанското езеро. Меѓу другото, посебен акцент се става и на одржливите практики на земјоделство, затоа што во последните години бележиме зголемен број на земјоделци, зголемен број на парцели кои прават притисок на езерото и на квалитетот на водата. Наша домакинка во Преспа беше Георгиевска Фросе. Таа е дипломиран инженер-технолог, а неможноста да најде работа како технолог ја носи во оваа професија од 2009 година. Денес со семејството располагаат со 4 хектари обработливо земјоделско земјиште. Можем да кажем дека сме први наедуцирани земјоделци во Македонија. Располагаме со голем број помошни, не само механизација на самите земјоделци за работа во овоштарниците, него имаме и лабораторија за педолошка анализа на почва, имаме и служба за прогноза и сигнализација со поставени 8 автоматски агрометеоролошки станици. Голем број од земјоделците веќе ги вршат промена на своите овошни насади, користат нови сорти на јаболка, нови подлоги. Имаме голем број насади на М9 подлога. Единствено што во моментов можеби го немаме е справувањето со климатските промени, како што се заштитните мрежи и антифросистемите. Посетивме една од агрометеоролошките станици со софтвер за земјоделски култури, преку која земјоделците во Преспа може да се информираат за моменталните температури и влажноста во самиот воздух. Значи, ова е автоматска агрометеоролошка станица, која што мерит околу 30 на параметри. За нас е најзначено пред се тоа што успеваме да ја дознаеме температурата, релативната влажност, должина на влажење на лист, брзина на ветар, врнежи, количество на врнежи и меѓу другото и должина на инфекција. Инфекцијата ни е важна за да знаеме во кој момент треба да извршиме заштита на овошните насади пред се од болеста фузикладиум, народно кажано, затоа што таа ни прави огромни штети. Тие јаболка што ќе бидат зафатени со таа болест завршуваат како индустрија. И ако го промашиме периодот на заштита од таа болест, мислам точниот период станицата го кажуваат до секунда или до момент. Меѓутоа, ако го промашиме периодот, тогаш бадијала сме прскале. Она прскањето ќе ни било буквално за џабе. Вакви станици имаме поставено 8 на територијата од Преспа. Првите станици беа поставени во 2006 година. Поставени се од страна на UNDP како донатор со проектот што беше за заштита на голема река.
Станиците се целосно автоматизирани и независни, што значи дека корисникот информациите ги презема преку компјутерска и мобилна апликација, без физички да ја посетува агрометеоролошката станица. Преку отчитување на податоците на компјутер или сега на телефоните, ние можеме да знаеме по кој момент имаме услови за појава на болест. Тие земјоделци, порано, кога имавме само компјутери, а немавме паметни телефони, бидејќи од 2005 година се поставени станиците, тогаш земјоделците известувањето во кој временски период треба да вршат заштита на овошните насади за таа болест ги добиваа по пат на соопштенија, кои ги објавувавме, ги печатени пред секоја земјоделска аптека на некои поважни локации во местото каде што требаше да се врши заштита, затоа што не секаде во ист временски период треба да се врши заштита. Ако ова станица покаже дека треба да се врши заштита, тогаш таа во Крани сигурно нема да покаже, затоа што различни се микроклиматските региони. А сега сите земјоделци се логирани преку паметните телефони, се логирани на страницата кои ги покажуваат станиците, и сите сами со тоа што доаѓаат кај нас, ние им го внесуваме пасвордот и тие сами може да се ги следат, без да добиваат соопштенија од нас. Во Преспа преку истиот проект на UNDP во 2006 година поставена е и стационарна агрохемиска лабораторија за педолошка анализа на почва. Испитуваме основните елементи: азот, фосфор и калиум, pH, електроспроводливост и хумус. Тие се основните елементи кои им се доволни на земјоделците. Исто така даваме и препорака со кој вид на ѓубре и во која количина, врз основа на големината на нивната парцела, староста на садниците, предходното вршење на ѓубрење, дали користат арско или не користат такво ѓубриво, даваме и препорака со која количина и кој вид на ѓубриво да ѓубрат. Покрај лабораторијата, значи лабораторијата, услугите ги вршиме не само за земјоделците од Преспа, за разлика од автоматските агрометеоролошки станици кои се исклучиво за нашите земјоделци. Лабораторијата е комерцијална, работи за земјоделците од цела Македонија. Сме имале соработка и со земјоделци од Албанија, пошто им е блиску. Полето на Корче исто така одгледуваат јаболкови насади и за нив сме вршеле анализи. Третирањето на земјоделските култури на овој начин е големо олеснување за земјоделците, но и гаранција за богат род и квалитет. Го тргнавме тоа што викаме напамет одгледување на јаболкови насади, напамет третирање, заштита, напамет ѓубрење, напамет наводнување. Ги тргаме тие работи и аплицираме точно толку колку што е потребно. Дали ќе е вода, дали ќе е средство за заштита, го одредуваме точниот период кога да третираме, значи имаме заштита првин не само на време, имаме заштита и на финансиски средства. Со одржливото земјоделство се грижиме да ги зачуваме екосистемските вредности без да се намали квалитетот на производот. Еве што откриваат податоците кои ги проверувавме. Одржливо земјоделство е одговорен начин на произведување храна преку минимално влијание на природните ресурси и околината, односно без да се нарушат природните односи во екосистемот. Одржливото земјоделско производство овозможува производство на примарни земјоделски производи со намалена или воопшто многу минимално употреба на хемиски средства во текот на земјоделското производство, со кои што ќе се обезбедат основните капацитети на земјоделството за да обезбеди населението со доволно количество на храна. Целта на одржливото земјоделство е да се зачуваат екосистемските вредности, без да се намали квалитетот на производот. Со самото производство на храна се чуваат природните ресурси за идните генерации. Одржливото земјоделско производство овозможува постојано производство на примарни земјоделски производи, користејќи одобрени хемиски средства кои имаат намалено штетно влијание врз животната средина. Пред се тука се мисли на заштитата на почвата, водите. Пред се ова одржливо земјоделско производство наметнува едно темпо на поголема присутност на еколошките аспекти во однос на економските аспекти. Тоа значи заштитата на животната средина, пред се почвата, водените ресурси, воздухот, а се со цел добивање на поголемо производство на храна. Целта е да се намали употребата на хемиски средства, тоа значи употребата на пестициди, хербициди, фунгициди, акерициди и минерални ѓубрива кои што
во одредена количина треба да се употребува според претходно направени анализи на почвата и според нормални количини на препорачани дози на минерални ѓубрива кои што се потребни да се додаде кај земјоделските култури за да се обезбеди доволно количество на храна од единица површина. Во процесот на произведување храна, секој учесник неопходно е да го знае потеклото и регионот на производот и начинот на кој што се добива. Најчести методи кои се користат се употреба на локални сорти и семиња, минимално влијание и притисок на почвата, минимална употреба на вода, намалено загадување и испуштање на отпадните води. Најчестите методи во одржливото земјоделско производство се оние традиционални методи кои што се користеле порано, а сега повторно се враќаат на сцена, значи помалку интензивно земјоделско производство. Тоа значи дека примена на некои агротехнички, агромелиоративни мерки со кои што ќе се подобри пред се состојбата со почвата, збогатувањето на почвата со органска материја, задржувањето на хранливите материи во почвата, декарбонизација на животната средина, поголема акумулација на CO2 во почвата. Понатаму, употреба на плодоред како мерка, заменување на културите по време и по простор, заштита на водите, а исто така во поново време и корисност од тоа што претходно го кажав, растенија кои што се адаптабилни, кои што порано вегетирале на нашите почви, повторно ги враќаме сега, кои што како генетски материјал и ќе ни служат за некои растенија кои што во текот на селекцијата ќе бидат поадаптабилни на климатски промени и борба од штетници и плевели. Исто така, во тие агротехнички мерки кои што се користат за одржливото земјоделско производство се фиксација на азотот во атмосферата, потоа конверзација на земјоделското производство со употреба на органски ѓубрива од прегорено шталско ѓубре и враќање во самата почва, правилна обработка на почвата, потоа ненарушување на структурата на почвата, стабилизација на структурата на почвата, потреба на сидерација, тоа е зелено ѓубрење, значи во одредени култури, во одредени површини се применува како и сидерација, се со цел намалена употреба на заштитни средства, значи интегрирана заштита на земјоделските култури и намалена употреба на штетни материи кои што се опасни, кои што ги нема на зелената листа, значи сето она кое што е предвидено да се употреби во земјоделското производство што е на зелена листа да биде применето за да имаме нормално земјоделско производство. Постојат многу различни методи за одржливо земјоделство што може да се применат. Приспособување на производството на локалните климатски услови преку мешани култури или одгледување на автохтони раси, покривање гола почва или на почвата помеѓу посевите со трева, сено или слама за подолго задржување на влагата, како и поставување резервоари за собирање на дождовница. Со децении индустриското земјоделство наметнуваше користење големи количини хемикали и пестициди и ѓубрива кои ја загадуваат почвата, но и воздухот и климата, што доведе до ситуација на климатски промени на кои сведочиме. Трансформацијата на земјоделскиот сектор и на образовниот сектор се одвива перманентно. Нашиот факултетот за земјоделски науки и храна е во перманентна еволуција. Меѓу првите го води темпо системот и кредит трансфер системот за школување на студентите. Ги пратиме тие нови технологии. Во поново време, во чекор со новото време, направивме нова студиска програма Дигитално земјоделство, кај што го трансформираме сега земјоделскиот сектор, затоа што трансформацијата во општеството во дигитализација во секој сектор. Секторот земјоделство одамна почнува да се трансформира во една дигитална сфера, затоа и ние ова година имаме насока Дигитално земјоделство, ја кредитиравме заедно со 3 единици, Финки, Феид и ние како носители. Зеленото образование и зелените вештини ќе послужат како катализатор за трансформација кон одржливо земјоделство. Потенцијалите во Македонија се огромни, затоа што на нашиот факултет конкретно имаме постоечка настојка која што се нарекува агроекологија, која што се базира на одржливо земјоделско производство со интегрирана употреба на заштитни средства и сите оние агротехнички мерки кои што се неопходни за едно земјоделско производство, се со цел заштита на животната средина, почвата, водата и другите ресурси. Исто така, ние самите студенти ги едуцираме дека прво нешто кое што треба да го прават е да ги применат сите агротехнички мерки, превентивни агротехнички мерки во едно земјоделско производство, па се на крај да дојдат употребата на заштитните средства. Значи, ние претходно треба да ги искористиме сите оние механизми кои што на агрономот му стојат на располагање за да едно растение биде заштитено од болести и штетници. Преку посветеноста на висококвалитетно зелено образование, целта е да се опремат идните генерации
со вештини и знаења потребни за напредување во зелена економија. Позитивните влијанија на одржливото земјоделско производство е во заштитата на животната средина. Тоа е предоминантно и тоа е целта на одржливото земјоделско производство, зачувување на ресурсите на држава, тоа се почвата, водата, цело време го спомнувам тоа, затоа што, како што кажав, тоа се ресурси кои што се единствени на кои што се одвива земјоделското производство. Почвата е единствена компонента, единствен абиотички фактор, кај што се уште во Македонија скоро 99,99% додржуваат целокупното земјоделско производство. 0,1% е на безпочвено одгледување или во хидропони, тоа се под некои си субстрати, кај што се одгледува инертни субстрати, кај што се одгледува земјоделски култури. Така да целото земјоделско производство се одвива на почва и целта е со одржливото земјоделско производство да се заштити почвата, да се заштити водата и сите оние фактори кои што треба да ги зачувуваме за наредните генерации, да може да исто како и ние да ги ползуваме благодетите од почвата, водата, воздухот кои што ги имаме во Македонија. Одржливото земјоделство влијае врз подобрувањето на јавното здравје, преку ограничувањето на употребата на антибиотици и хормони во сточарското производство се подигаат стандардите за благосостојба на фармските животни, се подобрува безбедноста и квалитетот на храната од животинско потекло. На овој начин, на потрошувачите и во руралните и во урбаните средини, одржливото земјоделство им обезбедува безбедна и здрава храна од природно потекло, која што не само што не влијае негативно врз здравјето на луѓето, туку и придонесува за негово подобрување. Што е одржливо земјоделство? Под се вака, ако би можел некој хибрид да направам од оно што теоријата го пишува и оно што ние од пракса го знаеме, одржливо земјоделство е максимизирање на, ајде да кажам, економските и продукцијските резултати во една фарма, при тоа да не се има негативно влијание врз околината. Сега, тука има неколку сфери на влијанија, тоа е биодиверзитетот, што е една жешка тема во Европа. Понатаму одржливи ресурси на вода, посебно почвата е сериозна тема последните години, како дел од оние влијание врз животната средина. И последното влијание, да кажам, тоа е повеќе влијание на природата кон фармите, а тоа се климатските промени. Одржливо земјоделство подразбира и адаптација на климатските промени. Колку овој концепт е применлив во нашата земја? Колку земјоделците го препознаваат? За тоа дали го препознаваат директно како одржливо земјоделство, претпоставувам не. Но разбираат точно што им се случува, дека преку собствените операции имаат влијание врз животната средина и свесноста можеби не е на тоа ниво кое што треба да биде, но сепак можам да кажам дека новите генерации веќе ги имаат тие тоа ниво на свест. А за тоа дали може, па не се работи за тоа дали може, него мора. Инаку би отишле во многу понегативен правец. Кај кои култури може да се применува овој концепт на одржливост како мерка? По одржливоста нема некоја поврзаност со типот на култура, би требало кај сите култури да се употребува. Нормално акцент треба да се стави на оние култури кои што се доминантни, затоа што тие имаат влијание на околината, нели, ако е поинтензивно производството одредена култура, нормално дека таму акцентот треба да се стави. Во принцип, секоја култура треба да ги запазува принципите на одржливо земјоделство. При тоа ја морам да напоменам, само да се надобрзам, нашата експертиза и од таму каде што јас доаѓам, одржливо земјоделство е, како да ви кажам, секојдневие. Не е тоа нешто што специјално, ставаме ние акцент, него препораките кои што ги даваме ги запазуваат тие принципи и наша додадена вредност е тоа што имаме можност преку дигиталните технологии што ги користиме да бидеме многу попрецизни и многу поблиску до она што е одржливо земјоделство. Колку тоа ќе влијае на заштита на планетата, бидејќи во зародишот на овој концепт е крајната цел е заштита на планетата од сите нас. Тука знаете како има стручно професионален одговор, па имате една политичка димензија, па
И тоа е така. Ние како инженери, најобјективно гледано, треба да се обрне внимание и така на животната средина, посебно во овие средини, балканските земји. Ние, ајде да кажем, малку сме помлади во користење на современи технологии, пестициди, хемикали. Тоа се уште и не е доволно регулирано. Постојат одредени регулативи, но тие не се применуваат затоа што предизвикуваат социјални реакции и така натаму. Но како се вика, мора да биде реалност. Инаку во спротивно и се загрозува и безбедноста на храната. Така да тоа е, знаете како комуницира со природата, така и таа ти враќа. Така, ги споменавте младите луѓе, јас би сакала да ги вметнеме, бидејќи иднината не можеме да ја замислиме без младите луѓе, а често пати кај нас се отвара прашањето зошто си одат младите луѓе. Македонија има потенцијал како земјоделска земја, како рурална земја. Како да го пренесеме тоа како порака кон младите и преку едукација, но и преку концепт на одржливо земјоделство? Како младите да се препознаат дека може да го развијат тој концепт? Да, ова е една тема која што, например, конкретно нас и како компанија и знам дека и секторот, и земјоделскиот сектор како сектор и како ја интересира, затоа што представува голем предизвик. За тоа како би можело да се вратат младите повторно во руралните средини пред сеа, после и во земјоделието како професионална ориентација, мислам дека е системско прашање, значи структурно прашање, треба да се пристапи институционално. Нормално водечки институции би биле министерствата и така натаму. Мислам дека средства има, треба паметно да се пристапи одозгора. Кај фармерите гледам тоа што треба родителите малку поголема самодоверба да им несуваат на новите генерации, да сватат дека земјоделството се менува, дека тоа представува една веќе современа индустрија, дека и како може да си го најдат својот пат таму, почнувајќи од тоа да се запишуваат во средни земјоделски школи, да идат на земјоделски факултет и да се горди со тоа што го работат. Во таа насока, колку дигиталните алатки даваат можност младите да ги заинтригираме и да направиме една симбиоза, овој концепт да биде успешна формула за да ги задржиме тука во нашата земја? Да, тоа е, мислам дека е една од амалгамот помеѓу како да ги поврземе повторно младите, дефинитивно дигиталните технологии, но како да ви кажам, тоа е не е клучен фактор, затоа што дигиталните технологии се само алатка, они сепак треба да излезат на терен, да влезат во некој производствен циклус, но дава една сосема друга перспектива на земјоделството. Тоа е податочно земјоделство, database agriculture, кој што и како ги заинтригирува помладите. Веројатно тука се како ресурс и парите како присуден фактор или инвестициите кои што ќе ги привлечат младите, можеби за тоа ни треба некоја стратегија. Како стоиме во таа насока? Па, знаете како е, имам некоја перцепција дека никогаш не било проблем во оваа држава средства и пари, него повеќе било политиките, како се насочува и воопшто перцепцијата на тие што треба да ги добијат парите, колку треба труд да вложат. Така да, мислам дека има доволно достапност до средства, без разлика кој владеел, како владеел, има доволно средства да оние луѓе кои што се стварно желни да работат, може да најдат и асистенција за да добијат средства и да ова. Би сакала да заокружиме со климатските промени. И ако не сме биле свесни, последниот период веќе сме свесни дека се присутни, дека се веќе видливи. Колку концептот на одржливо земјоделство може да биде добра алатка во поглед со справувањето на промените кои што се резултат на климатските промени? Да, тоа е веќе наше секојдневие и како да кажам некако како климата да иде се по на север. И тоа ние го гледаме и во комуникација со наши колеги, фармери, клиенти.
Еве последен така по конкретен пример, тоа беше црешата оваа година. Создря во еден многу краток временски период и сега кога имате еден систем кога имате недостаток на работна сила, не можете на време да ги оберете, плодот останува на стеблото и тој скапува, тука се губат средства. Второ, има наплив на голема количина на пазарот, значи тоа се вика пазарен суфицит. Значи паѓа цената и имате проблем колку има мултипликативен ефект климатските промени. Значи влијае и на работната сила, влијае и на пазарната цена, така да тоа е наша реалност. Ние имаме една, ајде да кажеме, предност, што имаме се уште доволно добри водни капацитети, но ако не превземеме сериозно мерки и во тој дел може тоа да го изгубиме. Почвата се уште и полињата ни се поставени, немаме, да кажеме, она пустинска, во некои места имаме и малку оној пустински ефект за ниски температури во текот на ноќти, високи температури во текот на дента, но се уште е во некои рамки каде што ако паметно се игра, ние сме мала држава, капацитетите не ни се толку сериозни да треба нешто комплексно, некоја мерка да правиме, да може да се адаптираме. Пере Транталовски со земјоделие се занимава околу 30 години. Со органско производство ние започнаме во последниве 12 години, сертифицирани органски производи, значи имаме најпрвен ги сертифициравме лешникот, насадивме нови насади со малина, имавме поголема количина на крушали, тоа не беше успешно и во последниве 2 години и јаболката ги направивме да се органски. Значи оваа година преминуваат во органски, а досега беа во преод. Причината за да преминеме на органско производство првим беше проектот кој започна 2011 година, мислам, за заштита на Преспанско езеро и во неа учествував и јас, бев еден од грантистите тогаш, зедовме опрема за заштита на Преспанско езеро, за да намалиме со пестициди, да намалиме со наводнување, со вештачки ѓубрива и тогаш преминавме веќе и на органски, да се занимаваме со органско производство. Тој изјавува дека на почетокот трансформацијата во органско земјоделство била голем предизвик, но денес овој вид на производство е полесен поради големата достапност на органските препарати и ѓубрива. Во последниве години малку ни беше тешко, не малку, него многу беше тешко да го пласираме нашиот производ, затоа што цените беа премногу ниски. И ние се одлучивме да направиме готов производ. Од сите наши органски производи што ги произведуваме, значи овошја, почнавме да правиме преработки од нив. Најпрво започнавме со преработки на путер од лешник, па после ладно цедено масло, пред некоја година го направивме и сокчето преспино, мислам од конвенционални јаболка беше, а сега ќе од органски. Кога започнавме беа конвенционални, сега ќе биде и сокоти од органски јаболка. Без поддршката од програмите за земјоделците, на земјоделците ќе им беше многу потешко, додава Транталовски. Без поддршките што ги имаме, значи користено и од ИПАРД програмите и националната програма и преку програмата на UNDP, Федерација на фармери, значи имавме проект кој го направивме и сокчето. Ние не можеме да дојдеме до овие, значи, резултати што ги имаме сега. Многу е тешко, напорно, пазарот е навиен многу. Програмата на Обединетите нации за развој лансира од неодамна еден повик до земјоделците во Преспа, каде што се повикуваат сите земјоделци кои се заинтересирани да се приклучат во програмата за одржливо земјоделие. Што значи одржливо земјоделие? Во суштина е три аспекти кои задолжително мора да ги почитуваме кога разговараме за одржливото земјоделие. Едно е заштитата на природата, односно заштитата на водите.
Друго е она што сакаме да го постигнеме со квалитетот на живот на локалното население, односно да зголемиме приход, меѓутоа не на сметка на природата и да го задоволиме и социоекономскиот аспект. Заради тоа, во моментот оди повик, каде што се поканети сите земјоделци заинтересирани да се пријават, каде ќе поминат прво сет на обуки за одржливо земјоделство, како добри практики да применат во заштита на културите, во менеджмент на почвата, во користење на ресурсите во смисла на вода и најмногу, односно рационално користење, како помалку да користиме вода за поголем принос. И исто така во делот на органското земјоделие ќе имаат обуки во интегрираното земјоделство, но и диверсификација на културите. Можностите во Преспа се неисцрпен извор. Значи, природата дала се што е потребно тука за нарочито за производството на јаболка, но и други култури, но јаболкото како доминантна култура и како традиција со сериозно производство, горе-долу можам да кажам дека во последните години е модернизирано, но секогаш новите практики, новите трендови, да кажем, во производството во светот одат напред. Ние треба да ги следиме, за жал последните години стагнираме, но можностите, како што ви кажав, сте неисцрпен избор. Тука природата, надморската висина, сончевите денови, прилично тешко. Не дека не ги применуваме и најновите, да кажем, практики на производство, но сепак нашите можности, пред се економските можности, не дозволуваат. Не дека преспанските овоштари не знаат или не можат да ги применат, јас сум сигурен дека ќе бидат и подобри од европските, бидејќи искуствено традицијата на производство на јаболка тука е многу долга, но оној момент, економскиот момент на продажба на јаболката, по нашки кажани, ги скратува крилата на преспанските овоштари и за жал во последните години инвестициите се помали и помали во производството на јаболка. Секоја подршка е добредојдена и овој проект сега што заедно го водиме со Европската унија и UNDP би помогнал, но во Преспа зборуваме за многу сериозно производство на јаболка и сериозно многу поголеми финансиски средства и помош би требало да или стратегии и политики на продажба и пласма на преспанското јаболко за да го реализираме во целост она што го разговараме. Овие се многу мал дел од производството на јаболко во Преспа. Ако го земеме фактот дека 60% од целокупното производство на овошје во Македонија потпаѓа под јаболко, кое е најзастапено во Преспа, ние еден микрорегион можеме да се мериме дури во производството со држави цели. За жал, како што кажав, последните години се намалува производството на јаболка, што по мене е национална загуба. Ама во секој случај, секоја помош, секоја нова иновативна практика е добре дојдена. Покрај ова ние заедно со Светска банка и со владата работиме и на изградба на нов откупно-дистрибутивен центар. Апсолутно, стратегијата пред се е една од клучните теми. Ние евалуираме технологијата, техниката евалуираат сите општества, би требало и производителите, комуникацијата, науката и се останато е во напредна фаза, така и ние, но и во новите практики, но пак, како што ви кажав, мораме да ја темелиме стратегијата на пласманот. Значи, преспанските овоштари
се познати дека нема никаков проблем за да го произведат најквалитетното јаболко. И во овие најлоши услови се уште се произведува исклучително квалитетно јаболко и конзумно и индустриско. Во оваа EU приказна се упативме во Албанија со цел да истражиме како програмата ИПАРД влијаела врз развојот на земјоделството во Албанија, но и креирањето на зелени вработувања, особено кај младите луѓе. Еве што ни открива истражувањето кое за нас го направи колегата Ангело Шути од Албанија. Имплементацијата на ИПАРД програмата за земјоделците во Албанија има значително и позитивно влијание, создавајќи профитабилни можности за работа не само за земјоделците, туку и за младите поединци кои ја прифатија програмата. Unë quhem Julian Azizi, jam nga zona e Strum, Roskovec, Qarku Fier. Јулијан е жител на Струм Росковец, кој професионално се занимавал со инженерство и бизнис менеджмент, но одлучува целосно да се посвети на земјоделството. Одлуката за ова земјоделско патување ја носи во 2019 година, откако се пријавува на првиот повик за ИПАРД 2 со поставување на собирен пункт за земјоделски производи. Пресвртницата се случи кога имав скоро 30 години и размислував да ја напуштам Албанија. Со знанието за оваа програма, повикот ИПАРД ме мотивираше да ја подготвам документацијата и да аплицирам. Вложувањето на Јулијан изнесува 55 милиони нови леки, а магазинот и оперативниот простор зафаќаат површина од 1000 метри квадратни. Преку ИПАРД покрива 65% од инвестицијата, вкупно 33 милиони леки, додека остатокот се финансира преку земјоделски кредити од банките. Низ изминатите 5 години Јулијан го води овој бизнис задоволен од постигнатите резултати. Тој има собирен пункт за земјоделски производи од регионот и извезува 2500 тони годишно на пазарите на Балканот, но и во европските земји како Германија, Италија, Австрија и Швајцарија. Во 2021 прави обид за развој и проширување на капацитетите со ново аплицирање. Овој пат за изградба на складиште и капацитет за агропреработка. Но се случуваат компликации. Вкупната инвестиција за овој проект е скоро 200 милиони нови леки, а 80 милиони нови леки кои доспеваат од договорот од 2021 допрва треба да се исплатат. Јулијан нагласува дека процесот станува се поголем предизвик, поради што имплементаторите на проектот внимателно го испитуваат секој детал. Примарна пречка се банките кои се двоумат да дадат кредити, гледајќи го земјоделството како ризичен сектор. Тој изразува загриженост поради значителните доцнења во финансирањето, поради технички проблеми за кои верува дека предизвикуваат значителни финансиски неуспеси. И покрај овие предизвици, Јулијан продолжува да биде оптимист за севкупните придобивки од програмата, вклучувајќи ги подобрувањата во инфраструктурата, зголеменото земјоделско производство, подобрен квалитет на производите и развој на собирните пунктови и земјоделската механизација. Тој нагласува дека распределбата на средствата генерално била ефективна, при што областите како Фиер, Љушња и Берат добиваат значителен дел од средствата на програмата ИПАРД. Оваа програма треба да продолжи бидејќи на многу земјоделци и млади луѓе кои работат во земјоделството им е потребна финансиска поддршка за понатамошен развој на овој сектор. Vjeç aktualisht edhe në fushën e bujqësisë kam nisur pak më herë para 5 vjetësh, pasi gjëja shpesh to thirrjet e IPARD-it kështu, unë isha në një fushë tjetër student, mbarova një shkollë të lartë për inxhinieri dhe duke parë në zonën time që kishte shumë punë, kishte shumë lëvizje për pjesën e bujqësisë, duke pasur aftësitë menaxheriale, kalova te pjesa që të mira për sipër, të aplikoja në IPARD, të mira për sipër dhe të grumbulloja produktet bujqësore në zonë. Në 2019 kam aplikuar për herë të parë në IPARD, ishte diçka shumë e madhe për mua, firmosa kontratën, përfitova, ishte shkoi diçka shumë mirë, mora një financim shumë të mirë, diku te 32 milion lekë të reja, ndërtova një magazinë grumullimi shumë të mirë, vazhduam hap pas hapi, u rritëm gradualisht, duke dëgjuar përsëri thirrjet e IPARD-it, vazhduam të aplikonim pastaj për
magazina më të mëdha pa agropërpunime të gjitha. Dhe në 2021 lidhëm një kontratë të re. Për ne ishte një ëndër e madhe, do grumbullon gjithë produktet e zonës, nga 2020 në vazhdim ne kemi patur vetëm rritje në eksportet tona, grumbullimet kanë ecur shumë mirë, kemi filluar edhe me prodhimin dhe na lindi ideja që të vazhdonim edhe me pjesën e agropërpunimit. 2021 ishte firmosëm një kontratë shumë të mirë, e gjithë projekte, e gjithë magazina është bërë me fondet tona, me njerëzit tanë, me gjithë me problematika që kemi patur për ta ndërtuar. Programi i parë për mua në fillimet e veta ishte një super. Unë e kam njohur pjesën e bujqësisë, pjesën e grumbullimit, pjesën e eksportit para 10 vjetësh. Ka qenë një katastrofë e vërtet, infrastrukturë logjistikë shumë e dobët. I parti beri ndryshime shumë të mëdha në infrastrukturë, në logjistikë, në magazina, në prodhime, në grumbullime, në makineri, beri. Problematika që qëndruan pasi lindën disa probleme atje dhe fillohet çdo gjë të shifesh me lupë. Ose mund të ketë dhe abuzus. Mund të them që në përgjithësi programi i parë ka bërë një ndryshim shumë të madh për mua. Fondet kanë shkuar në vendet e dura. Unë mendoj se ta zgjeroj aktivitetin tim se kam pothuajse 5 vjet në këtë fushë, jam mësuar me këtë punë, s'po di të bëj punë tjetër tani. Kam harruar profesionin që jam shkolluar dhe besoj se do ta arris këtë punë. Друг успешен корисник на ИПАРД финансирањето е Леонард Нак, 48 години, жител на Жарес во општина Патос. Во 2021 година Леонард започна со изградба на 4000 метри квадратни соларни оранжерии во вредност од 10,2 милиони нови леки, со 60% од средствата обезбедени од ИПАРД. Веќе трета година Леонард ја произведува сортата краставица корнишон, која се извезува во Австрија и Германија. Тој е презадоволен и од производството и од сигурниот пазар. Овој бизнис го гледа како ветувачка инвестициска можност за иднината и планира повторно да аплицира за ИПАРД програмата, за проширување на оранжериите и производството, веднаш штом ќе се отвори процесот за аплицирање. Në 2020 kam aplikuar për grandet e IPARD dhe kam përfituar këtë serën rreth 4 dylym dhe e përfitova. Serën dhe kam filluar dhe e mbjell rregullisht. Sezon të parë kisha spes të kuq, këtë sezon e kam mbjell sallator kornishon. Është me kontratë, me kompani. Malli është komplet është i shitur. Dua të them që fondet e IPARD-it janë një investim shumë i dobishëm për fermerët. Dhe unë i këshilloj të gjithë fermerët që të bëjnë aplikime tek fondet e IPARD-it, sepse kjo është të ndryshon jetën, me pak fjalë. Përfitimi i këtyre fondeve ka interes shumë të madh. Unë jam i kënaqur. Megjithse ky është një sektor që duhet punosh shumë fort që të realizosh qëllimet ato që do. Fondet e IPARD-it momentalisht janë të bllokuara dhe po pres momentin e parë që do hapen, do aplikoj përsëri për një sipërfaqe më të madhe. Лади Пашај, експерт за земјоделство во ФИР, изјави дека финансирањето од ИПАРД директно придонело за економскиот и финансискиот раст на земјоделците, особено во областа ФИР. Тој е предпазлив околу откривањето конкретни бројки или детали во распределбата на фондовите на Европската Унија преку ИПАРД, но истакна дека успешните корисници на теренот ревносно продолжуваат со својата работа. Оние кои се скептични можат да ги посетат сајтовите за да го потврдат нивниот напредок. Po, gjatë periudhës që isha për IPARD-i, kam përfituar shumë fermerë tek neve, kryesisht në të gjithë qarkun e Fierit, por në disa zona të veçanta, patjetër që kanë përfituar nga kjo skem, e cila është fitimprurse tek fermerët, por kërkohen shumë kushte, kryesisht nga certifikimi i tokës, nga fermerët të përcilësor që të jenë për këtë problem, ka dhënë shumë rendiment të lartë, kryesisht në sera, sepse këto bën sera moderne, edhe kështu që edhe prodhimi është shumë i lartë. Disa fermerë që kanë përfituar nga kjo skem para disa vitesh, sepse tani është i mbyllur dhe
premtohet që të hapet përsëri dhe do të një faktor kryesor për fermerët që të përfitojnë sa më shumë, sepse është një të ardhur e mirë për zonat dhe për punësimin e komunitetit në ato zona, kështu që i parti është një nga skemat më të mrekullueshme për neve këtu në qarkun e Fierit. ИПАРД програмата обезбедува финансиска поддршка за земјоделството и руралниот развој со 75% од финансирање од ЕУ и 25% од албанската влада. Според официјалните информации од Министерството за земјоделство, ИПАРД-2 поддржал 540 значајни вложувања во различни земјоделски сектори, со што се отворени 1000 работни места за албанските семејства. Тие вклучуваат вложувања во 73 оранжери, 137 во земјоделски машини, 72 собирни пункта, 80 во предпријатија за агротуризам, 46 во винари и лозови насади, 34 во сточарски фарми и штали, 40 во фабрики за преработка на агропрехранбени производи и 31 за промоција на ефикасно користење на обновливи извори на енергија. Tërheqja e fondeve për bujqësinë dhe zhvillimin rural në kuadër të programit të Bashkimit Evropian për projektet e IPARD vlerësohet nga fermerët shqiptarë si një mundësi e favorshme për zhvillimin e bujqësisë, rritjen e prodhimit dhe standardeve të produkteve bujqësore shqiptare në tregjet e rajonit dhe Bashkimit Evropian, por mbi të gjitha ka krijuar në këto vite të zbatimit të këtij projekti mundësi punësimi për të rinjt dhe një rritje ekonomike e financiare për familjet e tyre. Pavarësisht se këto fonde janë pezulluar përkohësisht pasi u përfshin në një proces hetimi nga OLAF, fermerët që kanë përfituar nga ky projekt janë shprehur se rihapja e këtij programi do të mundësonte një klimë të favorshme në zhvillimin e sektorit të bujqësisë. Неограниченото растање се покажа како неповолно за планетата Земја во целина. Последиците се катастрофални, особено по необновливите природни богатства како што се земјата, водата и воздухот. Што ви откриваме во артикулација денес? Нитратите кои се користат во вештачките ѓубрива и различните пестициди кои се користат во земјоделството влегуваат во подземните води преку исцедување и стигнуваат до површинските води преку истекот од земјоделските полиња. Високото ниво на нитрати ја прави водата несоодветна за пиење, а дополнително влијае на реките, езерата и морињата со нарушување на нивото на азот, што предизвикува раст на алги. Ова има силен ефект врз водните системи и водните организми, како што се рибите. Училишна градина или зелените училници се примери кои помагаат за едукација на најмладите и еколошко образование. Тие се одличен пример за тоа како образовните институции може да бидат лидери во зелената транзиција на општеството. Светската комисија за заштита и развој на животната средина во 1987 го воведе концептот за одржливост во светската економија, во насока на преиспитување на актуелниот концепт на економијата кој што беше базиран на константен раст и профитабилност. Тоа беше се што ви подготвивме во оваа приказна. Довидување!